За култура, нови линковски вклучувања, колешката Сонја Рилковска од Охрид не очекува со најновите информации за 65-тото Охридско лето, најголемата културно-сценска манифестација која што годинова е спојна класиката и на современиот уметнички израз и традиционална атрактивна за се поголем број на домашни, но и странски посетители. Што се е на програмата оваа година, што се е атрактивно и ќе може да се проследи, се разбира, дознаваме од Сонја. Сонја, повели. Така е, колеги, добро ви утро од канцелариите на фестивалот Охридско лето. Во ова наше јавување ќе позборуваме за тоа како започна фестивалот, што е она што е во тек и што е она што следува. Овде со мене е директорот Ѓорги Цуцковски. Добро ви утро, директоре. Ајде прво мора да го споменеме спектакуларното отворање на фестивалот во Античкиот театар. Се бараше место повеќе, навистина беше преполно. На моје огромно задоволство од вработените во институцијата сватив дека на отварањето сме имале повеќе од 2500 посетители во Античкиот театар, значи максимално исполнет капацитет. Исто така, реакциите се уште не стигнуваат од импресиите за отварањето, затоа што јас сум во Охрид постојано и луѓе ме среќаваат и се уште кажуваат дека се навистина фасцинирани и тоа е моје огромно задоволство. Успех за мене, нескромно кажано како нов генерален директор на оваа институција, но успех и за целиот тим на Охридско лето, затоа што заеднички успеавме да направиме едно така големо отворање, да помине безпрекорно, коректно, без никакви проблеми и да ги задоволиме вкусовите на публиката. Потоа следува, веднаш следниот ден имавме прекрасна интерактивна монодрама на алтернативен простор со Игор Ангелов, кој што исто помина спектакуларно, еден феноменален концерт на светски познатиот пианист Лукаш Вондрачек, потоа квартет Модилјани, еден од најпрестижните светски гудачки квартети за ЕУ вечер, австриската вечер и одиме па натаму. Така, она што е интересно е представата која што ќе имаме вечерва во Центарот за култура, нешто за што се бара карта повеќе. Да, вечерва на наше големо задоволство ја имаме представата 12-ка во режија на Силиша Евтимов во изведба на Националниот македонски народен театар. Тоа е представа која што јас ја гледав на самите почетоци првите изведби и навистина можам да кажам дека станува збор за едно вон временско режиско решение, пред се затоа што представата е концепирана на маестрален начин и се вклучени 12 најеминентни македонски актери. Јас како домаќин на фестивалот со задоволство ги пречекав и со нетрпение очекувам вечерашната представа. Драго ми од една страна што се бара карта повеќе и што е капацитетот преполн. Така. Сметам дека Охрид ако имаше и заслужува театар со голем капацитет, дека оваа представа ќе имаше повеќе од 2000 гледачи. Ние заради ексклузивноста на Охридско лето не ги повторуваме представите, така што ова е порака за гледачите од ова па до наредната година навремено да се купуваат билети, затоа што за жал веќе немаме ни за протокол карти, а не за... Да, навистина голем интерес. Ајде да споменеме, да издвоиме некои настани кои што ни следуваат во следните 10 денови до крајот на месец јули. Не можеме да спомнуваме цела програма. Па јас ние како што најавивме на пресконференцијата, навистина имаме спектакуларна програма од аспект на квалитетивно ниво. Меѓутоа, да речеме, проектот Фейнс и Русанда Памфили, кој што е една од светски познатите виолинисти, кој што постојано настапува со Андреас Бочели како гости на неговите концерти во предворието на Света Софија, ќе биде еден од поголемите настани кои што ги очекуваме. Имаме многу квалитетна програма до 31 и 31 овој месец го заокружуваме со охридскиот уметник Дамјан Бечиновски, така што се надам дека повторно ќе се видиме во август да поразговараме за понатамошната програма. И уште јас би сакала да споменеме роден денот на Охридско лето, доколку сакате. Тоа е 4 август, тоа е навистина секогаш се организирало нешто поинакво, нешто специјално. Имаме ли некоја подготовка, некој изненадување? Да, поинакво е тоа, оваа година е поинакво тоа што се враќаме на корените на фестивалот, така што во
Катедралната црква Света Софија, на моје огромно задоволство, ќе настапи најеминентната македонско-перска пејачка Ана Дурловски. Значи, како е основен фестивалот, така го прославуваме. Амбиентот ќе биде интимен, потоа организираме спектакуларен коктел за гостите и слично, меѓутоа мојата идеја беше уште еднаш повод јубилејот на фестивалот да го обележиме роденденот онака како што е формиран. Цусковски, изминативе 65 години фестивалот се докажа како еден бренд светски, не само наш, навистина во светски рамки. Ја споменавме интересот, го споменавме на публиката. Имаме ли капацитети, дали денес Охридско лето е оној главниот, да речам, настани мотив кој што привлекува голем број туристи? Имаме ли публика и од странство која што специјално доаѓа да биде дел од Охридско лето? Видите, да се биде на чело на оваа институција е пред се огромна чест и голема одговорност. Јас кога бев на Европската асоциација на фестивали, како тази директор во Единбург, бев пречекан како еден од најбитните директори таму. Што значи, веднаш ми стана јасно дека Охридско лето има голем импакт во културата, во светски размери, во европски посебно. Така што ние како директори кои што сме менливи и минливи, наша основна задача е да оставиме печат за квалитет и да одржиме вредноста на фестивалот, тоест да го продолжиме патот на сите директори кои што биле пред нас и сите селектори кои што дале се од себе за овој фестивал да биде така значен. Дека привлекуваме туризам, сигурен сум, но ние целиме туризам кој што е насочен на сериозната музика, на трајните вредности, значи станува збор за луѓе кои што се еманципирани, кои што посетуваат класични концерти, кои што го сакаат тоа. Ние во нашата програма секако се потрудивме да вклучиме 2 джез концерти и една детска представа, значи да им овозможиме на луѓето да уживаат во нешто комерцијално, полетно, поопуштено, меѓутоа сметам дека како национална установа нашата основна задача е да се бориме против шундот, против лажната пропаганда, против се она што е неквалитетно, така што се додека сум член на оваа институција, мојата мисија ќе биде да ги одржиме трајните вредности. Така, верувам и ќе успеете во тоа. Ви благодарам многу, Цусковски, што ни бевте гости во утринската програма на Македонската телевизија. Колеги, Македонската телевизија останува да ги следи сите овие фестивалски настани на наше задоволство и секако дел од нив да споделиме и со нашата публика. Благодарам, Сонја, за информациите. Имаме прекрасна програма на годинашново Охридско лето. Доколку патот ве води во Охрид, одберете што ќе сакате да проследите, а има многу.